Поминаа точно 12 дена од кобниот 16 март 2025 година. Излагај! Запали се по ус! Излагај! Ајде, запалили се во уну! Беј! Вкупно 59 животи завршија прерано, вклучувајќи и 6 малолетници. Уште 200 лица се повредени, повеќето и натаму се на лекување. Ке има и такви кои никогаш нема да закрепнат целосно. Кој е виновен за сцените кои до крајот на животот ќе ги прогонуваат семејствата на жртвите, преживеаните, но и целото општество? Е прашањето што природно се постави уште првиот момент. Првите одговори ги даде јавното обвинителство кога минатата недела соопшти дека по неколкудневната предистрага е донесена наредба за истражна постапка за вкупно 27 лица плюс 7 полицајци. Сите осомничени во периодот од 2012 година до 16.3.2025 година заеднички, но секој од аспект на своето својство, надлежности и одговорности, воопшто не постапиле според прописите за мерки за заштита и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето и имот од големи размери. Овој настап ги даде првите одговори, но речиси веднаш ги отвори и првите прашања. Еве некои од нив. Временскиот опсек кој го постави Коцевски почнува во 2012 година. Но во истата изјава потоа се вели дека една од осомничените и сопственички управителка на осомничено правно лице од Кочани, која во текот на 2010 година постапила по барање на осомничениот сопственик и му изготвила основен проект како услов за отпочнување со работа и вршење на угостителска дејност кабаре. Ако временскиот опсек почнува во 2012-та, зошто се гонат лица и за действија во 2010-та? Понатаму, согласно временскиот опсек, под истрага се сите градоначалници на Кочани од 2012 година досега. Но, не и сите 4 директори на Дирекцијата за заштита и спасување која воделе институцијата во споменатиот временски опсек, туку само предпоследниот. За улогата на Државниот пазарен инспекторат пак е поставен потесен временски опсек од 9 јануари 2020 година до кобниот 16 март 2025 година. Во тој период институцијата ја воделе Стојко Пауновски, Анета Симеска-Димовска, Горан Трајковски и актуелниот директор Владко Стојковски. Па сепак, под истрага се само Анета Симеска-Димовска и Горан Трајковски. Зошто не се гонат некои од директорите во временскиот опсек, особено актуелниот? Го прашавме надлежниот заменик министер за економија. Директорот е 3,5-4 месеци директор на Државниот пазарен инспекторат. Меѓутоа, од она што можеме да го видиме, нити во пазарната, нити во трудовата инспекција, она што е наша надлежност, претходните 3-4 години воопшто не биле внесувани во план за работа инспекцијски надзори токму на вакви ноќни клубови, дискотеки, кабареи. Јавно се достапни годишните планови за работа на пазарната инспекција од 2021 до сега. Ги проверивме и испадна дека кабареата биле внесени во програмата за 2025-та, но и за 2024-та и за 2023 година. Ги нема во плановите за 2022 и 2021. Важно е да се додаде и дека плановите од 25-та, 24-та и 23-та се речиси идентични и следат еден шаблон. Они од 22-та и 21-та следат друг,
веројатно постар шаблон. Се разбира, прашавме во јавното обвинителство. Зошто, иако се дадени временски рамки за дејствијата во некои институции, не се гонат сите функционери по дадената временска рамка. Како што веќе беше наведено во информацијата непосредно по отворањето на истрагата, особено во однос на активностите на Државниот пазарен инспекторат и Дирекцијата за заштита и спасување, но и на сите други надлежни институции. Министерството за внатрешни работи продолжува да врши проверки во насока на утврдување на сите пропусти во текот на целиот временски период на работа на клубот. Доколку се обезбедат докази, во истрагата ќе бидат опфатени и други лица, кои, иако биле свесни дека поради нивното сторување и несторување може да настапи штетна последица, се согласиле со незиното настапување и придонеле за катастрофалниот исход. Следното големо прашање е за така наречените верижни пропусти. Според истражната постапка, сите осомничени лица се гонат за исто кривично дело кое довело до истата штетна последица. Тоа значи дека, на пример, ќе треба да се докаже дека нешто што сторил или не сторил градоначалникот во 2012-тата било причина за пожарот настанат од пиротехника на 16 март 2025 година, по кој загинаа 59 лица. Таквиот пристап може да донесе поголеми казни, изјави адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска за 360 степени, но со себе носи и тешкотија, што таа ја представи преку хипотетички пример. Ако јас возам автомобил од 2012 година кој не го поминувам на регистрација, односно со тоа не го поминувам на технички преглед и тоа е реално неисправно, односно немам потврда дека е исправен. Или имате фалс потврда. Или имам фалс потврда или некој таму замижувал пред техничкиот преглед на разните пропусти што ги има во мојот автомобил. И јас го возам од 12 до 24. Додека го возам, имам среќа, не предизвикувам штетна последица, не прегазувам, не повредувам никого. А после го преземам јас. А после го преземате вие во 24-та и на вас ви откажуваат кочниците, вие прегазувате пешак, што е директно поврзано со сите пропусти кои што јас не можам за вашата жртва да одговарам. Ниту пак тие кои што мене ме пропуштиле, бидејќи тој автомобил секоја година се регистрира, секоја година оди на технички преглед. Тие што мене ме пропуштиле може да одговараат бидејќи несовесно работеле во службата и за тоа има соодветно кривично дело. За жал, обвинителството дали во желба да одговори на овие потреби на јавноста дека овдека треба да бидат запретени високи казни, бидејќи трагедијата е навистина голема, а кај несовесното работење на служба имаме мали казни, имаме скратена постапка, имаме предлог и така натаму, не се одлучило секој во своите дејствија да одговара и со тоа да се испорача брза и ефикасна правда и да се даде порака дека навистина секој ќе одговара за своето, но ќе одговара во рамки, ќе биде соодветна правната квалификација, туку тој конфекцијски решил да ги стави сите во едно дело и на тој начин да обезбеди притвори и големи казни и така натаму, но тоа не ги задоволува потребите на правда. Дополнително, ако се следи веригата на пропусти, треба ли да се постави прашањето за одговорност за законските измени во 2008 година? Дотогаш, во Законот за угостителска дејност се пропишувало дека кога некој сака лиценца, директорот на Државниот пазарен инспекторат или одговорен работник овластен од него, врз основа на барање на угостителот, издава решение дека се исполнети минимално техничките услови. Потоа, ова одредба е заменета со нова според која не е потребна контрола за издавање лиценца, туку сам да гарантира барателот на лиценцата со подпис. Токму тоа ви го кажувам, тука е пропустот со измените во законот од 2007 година, дека правното лице е тоа кое што самото тврди дека ги исполнува условите. Да, тоа е проблемот. Никој не го проведе. Законот не предвидува. Имајќи предвид дека за веригата на пропусти се осомничени и 7 полицајци, во моментов за предметот има 34 осомничени. Ако остане пристапот, сите да се товарат за својата улога во една постапка, на крај се ќе продолжи во големо судење против многу обвинети. А таквите, историски, не се покажале како многу успешни. Но овие дилеми од обвинителството велат. Доказите се уште се прибираат и се анализираат. Од доказите прибрани во истрагата ќе зависи на тамошниот тек на постапката и во поглед на бројот, својството и дејствијата на лицата против кои таа постапка ќе продолжи во следна фаза.
Додека во тек е истрага, би било несериозно да се шпекулира и со обемот на евентуална идна судска постапка и со опсегот на кривични дела за кои таква постапка би се водела. Одговорите од обвинителството на поставените дилеми во оваа сторија, барем во моментов, не се конкретни. Но, дополнуваат од таму. Во оваа фаза не можат да споделат повеќе детали, за да не ја загрозат постапката. Добро е што јавноста е будна, добро е што јавноста поставува прашање. Ве охрабрувам и понатаму да продолжите во истата насока, но институциите мора темелно, законито, професионално да си ја сработат работата.